11 месеци пациентите со вештачко срце чекаат министерот за здравство да се одважи и без да ги залажува конечно да ги прими. Додека чекаме трансплантација, животот буквално ни зависи од батерии и 5 метри кабел, вели председателот на Сдруженијето Храбро срце, кој на сите можни начини, скоро цела година, се обидува да дојде до ресорниот министер откако е седнат во фотелја. Стапивме во контакт, јас стапив лично со неговиот кабинет во контакт, ми предложија да се сретнам во Охрид, од на нога, да кажам, народски, на 13 октомври, но средбата не треба да се случи во кафеана, треба да се случи во неговиот кабинет. Дури имавме и 2 средби закажани со точно време, јас се појавив на лице место во најголемата ковид криза, но за жал министерот не можеше да не прими. Досега 10 пациенти ја изгубија шансата за живот, додека чекаат трансплантација на срце. Застрашувачка информацијата дека бројот на пациенти впишани во националната листа за трансплантација се зголемува. Најмладиот пациент е девојче на 13 годишна возраст. Крајно време е надлежните институции да превземат одговорност и да ни помогнат оти секој ден и гледаме на смртта во очи, вели Олески. Пумпите кои кај 20 пациенти ја заменуваат работата на срцето, откажуваат и се во критична состојба. Знаеме дека ќе легнеме, не знаеме дали ќе се разбудиме пред се поради енергетската нестабилност во држава, не само сега поради кризата, него ние секако електроенергетскиот систем ни е трул во државава. Ние мора да сме цело време на штрек, ако случајно нема струја, да мора да станиме да се приклучиме на батерија или на друг извор на енергија, генератори или кој како ќе се снајди. Има пациенти кои пумпите ги носат и по 4 години, а гаранцијата од самиот производител е до 5 години. Овие уреди, кои нам ни се монтирани, кажано ни е дека се мост до трансплантација, истакнува Јолески, кој обелодени и дека промената на батериите за пумпите, кои требаше да ги покрие Фондот за здравство, а чинат по 100 евра една, ке се ги платат сами од свој џеб. Досега во Македонија не е направена нити една замена на вештачка пумпа со срце од донор.